Еве сме во новиот оброк на денот. Ние веќе разборени, од пред малку имавте можност да видите и да слушате дека Владимир ни е веќе во студиото. Ме интересираше неговата приказна и начинот на кој што денес младите луѓе можеби проявуваат интерес за нутриционизмот. Тој веќе е официјално дипломиран, Владимир Тодоровски, ако не погрешив, дипломиран нутриционист кој што денеска за прв пат ви го представуваме и го запознаваме. Така што навистина ми е драго Владимир што ја прифати нашата покана и што веројатно од денеска па натаму почесто ќе се дружиме во. Чисти ви благодарам. Ти благодариме и тебе, Марко. Имаме јагоди, да, потребни ни беа многу за овој рецепт, но ќе споделиме се што треба околу рецептот. Прво да му посакаме добри дојде на Владимир. Добре те најдов, Цеце. Фала ти што ме покана и стварно да речам доста интересен формат и доста интересен начин како гледачите да се заинтересираат за еден здрав оброк. Да. А воедно и ние нутриционистите и да имаме медиум, прилика на некој начин да кажеме нешто корисно, интересно, воедно и да се испромовираме себе си. Точно. Може ли за гледачите да им ја откриме наку со приказната која што пред малку почна да ми ја раскажуваш? Мене имам чувство, бидејќи низ годиниве како ја го реализираме овој дел од емисијата, имам чувство дека се повеќе млади луѓе, има се повеќе нутриционисти, односно се повеќе млади луѓе се интересираат да го изучуваат нутриционизмот, но од друга страна нели да делат корисни совети за луѓето општо, затоа што веројатно полека сите некако сваќаме дека храната може да биде и пријател, но може да биде и многу голем непријател. Точно, да, кај по младите генерации сега воедно и со интернетот како што е се подостапно и поактуелно да речам и на TikTok сега се спремаат нели оброци, па имаме доста инфлуенсери кои што тоа го промовираат и што е добро од една страна да кажам. Се јави во да речам нов смер, да се поттикна нов смер да се направи на природно-математичкиот факултет во кој што е насоката нутриционизам на кој што дипломирав и јас. Има добар да речам одзвив на студенти. Колку се вака од прилика на годишно ниво, колку беа во твојата? Мојата генерација започнавме околу 40 и нешто. Нормално сега секој факултет си има своја тежина и сето тоа не се пронаоѓа секој, али се ова бидејќи е доста нов смер и сега произлегуваме тие нови кадри да кажам на дипломирани нутриционисти со официјално да речам знаење и титула. Ке ни откриеш ли зошто започна некако, кога почна да се интересираш генерално за храната и за тоа, нели, како треба да се исхрануваш, кои намирници треба да ти бидат за појадок, можеби за ручек, за вечера, што треба, што не треба, што твоето тело толерира, што не толерира, бидејќи има многу работи. Точно, на интернет има многу пласирани информации, да. Најмногу започна тоа во короната, искрено, во кој што ја запишав и самиот факултет го запишав. Почна така што истражував и знаеш во самиот ковид беше актуелно да вежбаме по дома, да внимаваме низ храна бидејќи самото движење беше доста ограничено. Воедно искуство си имам на свое тело да речам, како од една гојазна личност почнав да се интересирам повеќе за исхраната, за да си го средам пред се личното здравје. И така се тоа започна и дознавам дека има факултет во нашата држава и се запишувам на факултетот. Ајде сега да им представиме на гледачите што денес ќе се подготвува во оваа наша мини кујничка. Значи ќе подготвуваме слоеви десерт, да речам сличен многу на чизкејкот. Чизкејк, да. Се одлучив конкретно за тоа, затоа што сега почнува сезоната на јагоди, сега се затоплува времето, често ние луѓето сакаме веќе овој период нешто освежително, сладолед, торта, нешто слично. И брзо се поготвува, стварно е добро нутритивно богато, баш ќе кажеме во текот на самиот рецепт, може да почнеме. Секако, да. Дали треба нешто помош од мене, сакаш да ги исчистам можеби јагодите? Може да. Добро, Марко не ги изми. Да. Значи за самиот почеток, најдолниот слој кој што кај да ќе го земеме како што рековме паралел, уште ноже дали имаме, ево. Имаме, да. Долу бисквитот кој што е кај чизкејкот, во оваа варијанта го правиме со самите урми. За тоа ни е потребно процесор. Добро, ти си донесе. Да, си донесов со. Бидејќи веројатно треба да е малку посилен. Да, бидејќи урмите знаат да малку да лепат и сето тоа е потешко да се процесираат. За долниот слој значи ги користиме, земаме околу 5 до 6 урми, доколку правиме една порција, ние ќе направиме 2 порции и замени за тебе. Секако. И димеше тука? Да, за да тој чека. И тој чека, да. Така да ќе направиме дупла порција, ќе земеме значи отприлика повеќе урми. А исто така ќе ни треба воедно и отприлика за една порција една рака лешници. Добро.
Тоа што е интересно да ти кажам за самите урми е тоа што содржат многу витамини и минерали, содржат природни шеќери. Кога ќе речам природни шеќери, се погодни многу и за дијабетичари, ќе ти кажам и зошто, затоа што тие изобилуваат и со растителни влакна. Самите растителни влакна во нашиот организам знаат да го регулираат нивото на покачување на шеќерот. Значи немаме тие нагли пикови, најнаш да се зголеми и затоа е доста и поволно и за тие кои што да речам се имаат проблем со шеќерот, кој што со шеќерот, да. Точно така. И ние многу често тука ги промовираме урмите како една здрава замена за благо и навистина тоа така треба да биде, што ќе бидете задоволени, ќе биде задоволена или потребата за благо, а од друга страна тоа ќе биде здраво благо. Точно, да. Така што да, извини. Тука стававме 10 урми, ќе земеме отприлика 2. Една шака. Да, за една порција. Опа. И уште на рака, бидејќи правиме дупла порција. Добро. Ова е рецепт стандард со лишници или може да се замени со некоја друга јатка? Може да, може со бадем и сето тоа секако, индиски ореви кои што не се солени или ако сака некоја посолена варијанта да кажам. Добро. Но исто така интересно имам пробано лично со леблебија. Односно наот. Да, со наот е доста интересен. Са малце вода ќе ни треба, дали може да земеме вода? Секако. Да дадеме малку вода? Да, се снајдовме со блендерот. Блендерот имал трема малку, Владимир, така? Нема. Значи додаваме малку вода, бидејќи знае да испани малце недоволно леплива самата каша и тоа треба многу внимателно да го правиме, затоа што ако претераме ќе испани многу кашесто. Да. Да, веќе се формира. Се формира, да. Доволно. Фала ти за водата. Иначе ти кажам, ми е прво гостување вака кај што готвам и зборувам. Добро, нема да биде последно, затоа што ќе се дружиме и понатаму. Секако. Што ти треба кажеш? Лажичка само барам, уште една. Или веќе имаме тука лажица некоја? Јас ти дадов една, им кажав на колегите дека сме ги потрошиле од утрово. Или вилушка, чекај со вилушка ќе пробам. Добро. Да. Или да искористиме оваа од овде. Да, нека, ево, со ова ќе се снајде. Добро, инаку, кажи ми колку често го знаеш да го правиш? Овој рецепт? Да, да си го правиш дома. Јас сум да ти кажам голем љубител на благо и да речам една послава страна ми е благото, па често го правам. Една негативна страна е доколку не да го валкаш в блендерот или не ти е чисто е само да речам потешкотијата. Зошто би го имале блендерот ако не го користиме? Точно да, али мене ми е стварно многу вкусен, ќе го пробаш баш, ќе ми кажеш импресии. Не се сумневам. Значи сега правиме подлогата долу што кажав, правиме со урмите и со лешниците. Добро. Баш сега го правиме тој бисквитот кој што е паралелен на чизкејкот. Тоа е основата. Основата, точно. Дали јагодите ти требаат исецкани? Па може да ги сечеме, да, ситно. Да, тоа еве во интерес на времето, бидејќи малку со блендерот. Само ќе ми треба ножет уш малку. Тоа слободно. Малку со блендерот подзаглавивме, како сакаш? Па може на ситни коцкички. Тие ќе одат најгоре како може, да. Може вака на коцкички, па ќе видиме. Да, иначе кога сме кај самите јагоди, јагодите исто така се да знаеш добар извор на витамин С. Сега се актуелни, јас некако мислам порано стана актуелни вообичаено од сезоната која што име, не знам ако сум грешка поправиме. Дали се добри овие јагоди што сега ги имаме по пазарите? Или треба малку да почекаме за вистинската созреана варијанта? Да, јас мислам дека треба да почекаме сепак за вистинската созреана варијанта, но ајде како алтернатива може да се каже дека да се искористат нормално сепак пожелба. И кога ќе бидат оние најубавите, пожелно е да се конзумираат, така? Да. Може да ни раскажеш малку за нивната нутритивна вредност? Тие имаат многу мала калорична вредност. Иначе во меѓувреме додека раскажувам за јагодите. Слободно ти подготвувај се затоа што да, во овај сат имаме грчки јогурт кој што е со мала масленост и тука имаме додаток на протеин, односно веј протеин. Тие ќе ги измешаме со вкус на ванила Годбрав, затоа што мене лично барем ми одговара најчесто вкусот на ванила и јагода. Супер. Може ти нормално по друга потреба, воено како алтернативна верзија има и готови грчки јогурти со различни вкусови. Со вкусови. Да, кој што па едниот е и на ванила.
Одлично. Тоа што сакав да ти кажам за јагодите, иначе е тоа што имаат големо изобилство на витамин С, кој ќе ти речам големо, доволно е 5 до 6 јагоди дневно да внесеме, како што ќе и во овој оброк. Опа, само да земам хартија. Како што ќе во овој оброк да ги задоволиме дневните потреби на витамин С. Дневните потреби на витамин С се отприлика околу 80 мг, ние често знаеме да земаме 500 мг, 1000 мг. Тоа е хидросолубилен витамин. И тоа значи се расфара во вода. И вишокот ние го isfрламе преку урината. И затоа често знаеме да го земаме како суплемент во поголема доза, но да знаат гледачите дека доколку внесат 5 до 6 јагоди дневно, ќе ги задоволат сепак на дневните. А може да се претера со јагодите? Ја не сум од тие што внесуваат 5-6. Може да се претера, не е ништо страшно. Не е ништо страшно. Не е ништо страшно, сепак овошето и зеленчукот се да речам еден дар од природата кој што изобилуваат со многу стварно хранливи материи. Добро. Никаде сме пред крајот, предпоставувам, така? Па да, ево добивме кремаста структура, да речам. Да. Средишниот дел на овој чизкейк. Инаку рецептот го видовте испишан на екранот. Се разбира доколку сакате ова да си го подготвите во домашни услови, можете да го направите. Или пак ако не фативте од самиот почеток, веќе за скоро на нашиот YouTube канал ќе биде достапен и ќе можете да си го примените, иако е навистина изгледа многу брзо, едноставно и многу вкусно. На крајот кога ќе завршиме, јас секако ќе си го дегустирам. Освен тоа е нутритивно богато. Доколку ги интересира гледачите, овај да речам, по една порција имам отприлика околу 30 грама протеини. Исто така имам околу 30 грама јаглихидрати, односно шекери, и имам отприлика 20 грама масти. Сето тоа протеинот ни потекнува од грчкиот јогурт, кој што од обичниот јогурт за разлика има дупло повеќе протеини, воедно има и млечно кисели бактерии. Добро. Кои што се пробиотски бактерии, така познати за нас. Не се грижи за чистењето. Ова дома навика. Да. Сега декорираме, поставам со јагодите и ја имаме конечната верзија на самиот чизкейк, да. На овој чизкейк. Да, протеините ни доаѓаат значи од грчкиот јогурт и од додатокот на протеин, но не мора да значи да се додава протеин, чисто тоа го додав јас најмногу за вкус, додека мастите ни доаѓаат од самите лешници. Не какво били масти, туку баш оние здрави масти. Здравите масти, мононезаситени масти, да. Додека јаглихидратите, односно шекерите ни доаѓаат од самата урма најмногу. Сето тоа искомбинирано заедно и лешникот и урмата поседуваат големо количество на растителни влакна, кои што се храна за нашите пробиотски бактерии, а воедно ние внесуваме и пробиотик од грчкиот јогурт. Во симбиоза тие патуваат заедно во нашиот дигестивен тракт и тоа што е битно има големо количество на протеин. Најчесто јас како нутриционист сум да ти кажам склон да внесуваме големо количество на протеини, затоа што денеска во нашето население и општо во светот често се фокусираме на минералниот состав, на тие микронутриенти, додека најчесто многу ни е нарушена големиот дел, односно макронутриентите, големиот внес. И затоа најчесто ги форсирам да се внесуваат повеќе тие, бидејќи стварно ги внесуваме во многу помала количина општо. Тоа може да не биде тема за некое следно твое гостување, кога ќе ни подготвиш и нов рецепт. Со овој здрав чизкейк, кој што ќе го видите во кадар, се одјавуваме од денешниот оброк на денот. Се надевам дека уживавте во друштво на Владимир, кој што утрово за прв пат го запознавме, но како што кажав, нашата дружба ќе продолжи и понатаму. Останете на Телма, следува новото издание на Да си кажеме.